Тоа е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател пристигна во Саудиска Арабија, неговата прва станица на патувањето чија цел е посегање по муслиманите во светот. Се очекува главни теми на средбата на Обама со саудискиот крал Абдула во Ријад да бидат израелско-палестинскиот судир, иранската улога на Блискиот исток и покачената цена на нафтата. Американскиот председател во четврток ќе го посети Египет, каде во Каиро ќе го одржи многу очекуваното обраќање до муслиманскиот свет, а во кое ќе се осврне и на блискоисточниот мировен процес и на проблемите на верскиот екстремизам и насилство. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс вели дека целта на Обама за поправање на американско-муслиманските односи е дел од еден подолг процес, како и дека не се очекува одговорот да произлезе некакво брзо решение. Од Блискиот исток Обама ќе замине за Европа, каде се последните две станици на неговата 5-дневна турнеја. Тој во Германија ќе се сретне со канцеларката Ангела Меркел и ќе го посети некогашниот нацистички логор Бухенвалд. Во Франција има средби со францускиот колега Никола Саркози, а ќе учествува и на церемониите во чест на 65-та годишнина од инвазијата на Нормандија за време на Втората светска војна. А од другите вести, водечки француски истражен орган што работи на уривањето на джетлайнерот на Air France вели дека не е оптимист дека истражувачките напори во Јужен Атлантик ќе резултираат со наоѓање на снимките на летот што заврши катастрофално. Зборувајќи денес во Париз, главниот истражител на несреќата Пол Луи Арсланиан кажа дека меѓународната истрага може да не ги открие сите фактори зад несреќата на летот 447. Авионот упатен за Париз од Рио де Жанеиро се урна рано во понеделникот во океанот, во близина на бразилскиот североисточен брег, по влегувањето во големо невреме. Сите 228 лица од авионот се смета дека се загинати. А Кина ги укина интернет форумите и други веб страници за социализирање, а забележано изголемено обезбедување на плоштадот Тиананмен, каде пред 20 години беа задушени продемократските протести. Кина никогаш не дозволи спроведување на независна истрага за овој настан, а бројот на жртвите и натаму е табу тема. Во судирите загинаа стотици, можеби и илјадници демонстранти. Американскиот председател Барак Обама именуваше републикански конгресмен за нов секретар на американската армија, а во меѓувреме изборот на Обама, кој треба да ги предводи НАТО и американските сили во Афганистан, се соочи со прашање на Капитол Хил. Еве повеќе од распитот. Председателот Обама соопшти дека републиканскиот конгресмен Џон Мекхју е негов избор за лидер на американската армија. Џон е определен да ја задржи американската армија најдобро обучена, најопремена и најдобро водена копнена сила што светот ја видел. Мекхју ја представуваше државата Њу Јорк од 1993. Тој успешно ги изведе напорите за затворање на Форт Драм, американската армиска база на северна државата Њу Јорк. Базата се прошири откако незините војници веќе не беа распоредувани во Ирак и Афганистан. Во меѓувреме на Капитол Хил изборот на Обама се соочи со испрашување пред Сенатска комисија за вооружени сили. Генералот Стенли Маккристол кажа дека војната против Талибан и бунтовници на Ал-Каида во Афганистан со негови зборови може да се добие, но не лесно. Тој ги отврли сугестиите дека Талибан може да сака да ги прекине врските со Ал-Каида за да стане дел од идната афганистанска влада. Не можам да ги замислам кредибилни како дел од владата, рече тој. Маккристол беше запрашан од сенаторот Џон Маккейн колку долго очекува афганистанското бунтовништво да трае. Верувам дека контрабунтовништвото ќе земе време. Мислам дека ќе почнеме да напредуваме за 18 до 24 месеци. И вие велите дека бројот на жртви краткорочно гледано ќе се зголеми, праша Маккейн. Да, верувам, одговори Маккристол. Секретарот за одбрана Роберт Гейтс го избра Маккристол на местото на генералот Дейвид Маккирнан. Администрацијата вели дека промената била нужна со оглед на имплементирањето на новата стратегија на САД во афганистанската војна. Председателот Обама нареди додавање на уште 17.000 американски трупи во Афганистан.
Деловните згради може да се голема главоболка за животната средина. На деловни згради отпаѓа речиси половината од емисијата на штетни гасови кои се причина за климатските промени. Но ова може да се промени во иднина. На Универзитетот Карнеги Мелон во Пенсилванија се работи на создавање така наречен интелигентен простор за работа. Еден ден вработените ќе можат да работат во простории како овие на покривот на зградата на одделот за архитектура на Универзитетот Карнеги Мелон во Питсбург. Се работи за експериментална лабораторија наречена интелигентен работен простор. Низ просториите не води професорот Стивен Ли. Експериментираме со сите овие технологии. Ова се нашите канцеларии. Интелигентните канцеларии имаат прозорци кои не создаваат одблесок, водоводни цевки во кои се загрева водата од топлината што се создава при рециклирање на отпадоци, а имаат и подвижен мебел и ѕидови. Лабораторијата е место за експеримент и иницијатива што професорот Ли се надева дека ќе води кон поудобни и попродуктивни услови за работа. Има директна корелација меѓу визуелната, термичката и акустичната удобност на работниот простор и креативноста и продуктивноста на вработените. Просторот е внимателно дизајниран за да може да привлекува дневната светлина со можност прозорците во зградата да се отвараат на начин што обезбедува идеална вентилација без да има потреба од уреди за регулирање на температурата. Овие простории во моментов ги користат постдипломците на Карнеги Мелон и нивните професори. Визијата на Карнеги Мелон доби примена и надвор од универзитетот. Банката PNC, која има 58.000 вработени и 34 представништва во САД и во 4 земји во Европа, е првиот практичен пример за интелигентен работен простор. Како што вели професорот Ли, ова е вистинско време за ваква новина, зашто климата на политички промени и економскиот стрес во кој живееме резултира со нов ентузијазам за еколошки подобната и интелигентна работна средина да стане реалност. Ко гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.